Второто гостување, втор гостин поточно во журнал, ни е господинот Филип Петровски, директор на градската библиотека Браќа Миладиновци. Добро утро за вас. Добро утро, благодарам за поканата. Како сте во утро? Вообичаено, работно. Крај на неделата, уште еден работен ден, па викенд. Летото е препознатливо дека повеќе луѓето сакаат да читаат книги, повеќе се одмараат, тука се и летните одмори. Прво прашање би ни било каква е посетеноста ова лето на библиотеката? Па вообичаено ние во летните месеци имаме помала посетеност, затоа што во зградата каде што работам јас во многу доаѓаат студенти кои што до летните и полетните месеци ги подготвуваат испитите, така што јас сум навикнат 24 часа, бидејќи работиме и ноќе и практично зградата постојано е полна со студенти. Но во летните месеци, посебно јули и август, тој притисок малку се намалува, затоа што многу од студентите и не се во Скопје. Така што сега во овие денови полека се враќаме во форма и почнуваме новата сезона која што практично од 1 септември ќе започне и очекуваме повторно се зголеми присуството во библиотеката. Самата библиотека. Да. Имате ли некои точни информации, ако тоа е голем фонд на книги, колку книги брои самата библиотека? Ние располагаме со една информација од 1 милион и 100.000 книги. Многу е тешко да се оформи конечна бројка затоа што станува збор за 22 библиотеки. Значи, градската библиотека Браќа Миладиновци има многу сложена структура која што го покрива целиот град и практично во нашата структура влегуваат 40% од сите градски библиотеки што ги имаме на територија на Република Македонија. Значи, прилично голема структура со многу вработени, со многу книги и со голема набавка постојано, со голем број на нови книги. Практично тоа многу тешко може да се изброи, меѓутоа имаме над 1 милион книги со сигурност. Иако фондот на книги, веќе кажавте дека постојано се зголемува, дали имате некоја исто така евиденција кои од книгите кои што ги имате се повеќе барани, значи зборуваме од оние познати имиња од светот или пак од некои наши писатели, што конкретно студентите според вас сакаат повеќе да читаат, зашто сте заинтересирани? Па, видете, сега различни групи на читатели имаат различен интерес. Студентите повеќе бараат стручна литература, таквата литература е потешка за набавување во смисол на секоја стручна литература е поскапа. Знаеме дека е прилично лимитиран буџетот на секој еден студент, така што тие се обидуваат да ги поземат тие книги. Ние сме во можност од многу повеќе од еден поединец да дојдеме во можност да купиме такви книги. Додека да речеме генералната популација чита повеќе популарна литература, посебно ова што го спомнавме во летниот период се бара литература за на плажа, вака полесни романчиња и тоа многу повеќе се чита, додека да речеме еве и младите читаат повеќе лектири. Така што зависно од годините и интересот читателите имаат на располагање неколку оддели кои што се обидуваат да го интересот од нивна страна што се пројавува да му излезат во престрет. Нешто да ни кажете збор-два повеќе за членувањето во самата библиотека, за изнајмувањето на книгите, кој е рокот, дали тука постои договор помеѓу читателот и самата библиотека? Тоа се правила, некои правила на играта кои што одамна постојат и мислиме дека се во ред. Постојат одредени ценовници кои што се доста популарни за членување. Едногодишно членство ќе ви кажам вака, чини многу помалку отколку да си купите една книга. Тоа значи дека можете една календарска година, 365 дена, од денот на зачленување ви трае, можете да ги користите сите книги во библиотеката.
практично ние овозможуваме и групни уписи кои што се дополнително поевтини. Тоа се или за мали дечиња, за школи, за студенти, па дури ако се организира поголема група на граѓани. Ние нудиме и други услуги, може да се направи за 50 денара второ членство, значи во втора библиотека. Доколку мислите дека во, да речеме, една од тие 22 библиотеки која што е во вашата населба нема доволно книги, па сакате се зачлените во една од централните библиотеки. Така што се обидуваме да направиме една комбинација на можности да членството биде нешто што ќе го привлече читателот да доаѓа почесто во библиотеката и книгата што ќе изнајми, тој треба да ја врати за 2 недели. По принцип немаме некои големи проблеми, имаме вака прилично позитивен однос од читателите кон книгите, така што мислиме дека таа работа функционира како што треба. Самата библиотека, веќе кажавте дека располага со голем број на книги, баш знам дека нашите гледачи би ги интересирало како се одржуваат тие книги, значи кој е процесот на одржување, нели сепак би требало да има некој начин? Дел од книгите, затоа што често менјаваат корисник, се оштетуваат. Ние имаме посебен оддел кој што се занимава со средување на тие книги. Кога ќе се процени дека книгата е оштетена, искината или можеби недостатство некоја страница, таа оди на поправка во тој оддел и после средувањето се враќа назад, таа делува како нова. Тоа е еден прилично интересен процес да се работи со книгите, да им се враќа стариот сјај. И посебно лектирите кои што се во многу раце, многу кај помладите читатели, многу често се надвор од библиотеката, се случува да бидат оштетени. Тоа е едната димензија. И втората димензија, втората димензија, ние поседуваме и стари книги, значи една солидна колекција од околу 1000 наслови на стари книги кои што се стари по 2, 3 и повеќе века и кои што забот на времето ги нагризува, што бараат посебен третман. Значи многу внимателно коричење, многу внимателно средување, хемиско третирање, бидејќи може после толку време да се наполнат и со бактерии. Тоа е еден многу интересен процес со кој што се занимаваме, но навистина спор и кој што го окупира одделот кој што работи на старите книги постојано. Со кои други услови располага библиотеката, нели освен со богат фонд на книги во стилот на читална и такви други работи? Она што може нашите корисници да го искористат, значи тоа го спомна веќе, е читална која што работи 24 часа и тоа меѓу студентите е доста популарно и доста користено. Исто така ние имаме оддел за периодика. Значи сите весници, се што излегува, што се печати во Македонија на дневна, неделна, месечна или периодична основа, ние го собираме, така што било каква информација, доколку ви затреба, отпосле за не знам, нешто што се појавило во весниците, граѓаните доаѓаат тоа да го користат. Исто тоа е една сериозна можност што може да се искористи. Имаме сериозен оддел за стручна литература. Во одделот имаме и доста странска литература, значи стручни книги кои што се на други јазици може да се користат. Во главната библиотека која што се наоѓа на партизански одреди има и неколку културни центри. Значи тука е Американскиот културен центар, понатака италијанскиот, грчки културен центар. Значи може да се дојде до информации за одредени други држави, нивни култури, нивни образовни системи, може да се искористат можностите за бесплатно сурфање, за разговарање со персоналот таму. Така што она што е од областа на книгите, на знаењето, на потребата за учење може кај нас да се користи. Ние исто така имаме и доста добар интересен фонд на дигитализирани наслови. Во моментов работиме на дигитализирање на фотоархивата на Нова Македонија. Значи една архива која што е огромна на фотографии, меѓутоа не дигитализирани. Ние сега
преведуваме во тој нов формат и ќе се обидеме да ја направиме достапна за секого. Имаме исто така и во Зародиш аудио библиотека, аудио материјали, музика, нешто што сме добивале како донација од одредени извори. Така што за секого има по нешто да се најде во библиотеката и мислам дека слободно може да ги поканам сите да дојдат да не посетат и да се зачленат, да бидат членови на нашата библиотека. Баш така за крај од овој разговор, јас сакав тоа да го кажам, се надевам дека ги убедивме на некој начин оние кои што не се членови да дојдат уште денес да видат што нуди вашата библиотека. Господине Филип, ви благодарам за овој краток разговор. Проразговаравме за многу кратки теми, значи за вашата библиотека, за тоа како се одржуваат голем број на книги, што студентите и граѓаните на Скопје сакаат повеќе да читаат. Ќе ви посакам пријатен и успешен работен ден, па се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам за поканата, ми беше задоволство и уште еднаш ги поканувам сите граѓани на Скопје да дојдат и да се зачленат во библиотека. Не мора и само во Скопје, кој да е од страна, од па преку нашата држава, интернет страница, да, може да ги посетат и да ги видат содржините и да видат со што се занимава библиотеката постојано. Баш така, уште еднаш фала ви многу, а